Здраво ученици, добре дојдовте на овој видеочас по предметот Географија за 7 оделение. Јас сум Таска Китановска-Велковска, наставник во Основното општинско училиште 26 јули од Скопје. Денес ученици ќе се запознаеме со наставната содржина котлини и полиња во Република Македонија. Котлините настанале под дејство на внатрешните сили, кои се манифестираат преку тектонските движења. Таквите движења предизвикале напукнување и раседнување на земјината кора, така што некои делови се спуштале, а некои делови се издигнувале. Од деловите што се издигнувале настанале планините, а од оние пак што се спуштале настанале котлините. Рамните делови на котлините се познати како полиња и тие зафаќаат околу 4900 км2 или пак 19,1% од територијата на нашата земја. Значи, во најниските делови на котлините се наоѓаат рамните полиња, се наоѓаат широки речни долини, додека пак по страните се наоѓаат ричести возвишенија, кои што постепено преминуваат во планински страни. Котлините и полињата во Република Македонија, исто како и планините, можеме да ги групираме во 4 групи, и тоа: првата источно-вардарска група на котлини, втората Повардарие, третата Пелагониска област и четвртата Шарска област или пак западно-македонска група на котлини. Во источно-вардарската група на котлини спаѓаат Кривопаланечката или пак Славишка котлина со Славишко поле, Кумановската котлина, Овчеполската котлина, Кочанската котлина по долината на реката Брегалница, Делчевската или Пијанечка котлина, Малешевската или Беровска котлина, Лакавичката котлина по долината на реката Крива Лакавица и Струмичко-Радовишката котлина. Овде се запишани сите котлини од источно-вардарската група и можете да си ги запишете во вашите тетрадки. На сликата имаме Кочанската котлина, поточно Кочанското поле, на кое што се одгледуваат многу житни култури, особено оризот како житна култура. Повардарието е составено од Скопската котлина, Мелешката котлина, Тиквешката котлина, која е составена од неколку полиња, Евгелиско-Валандовската котлина и Дојранската котлина. Исто така запишани ви се котлините од Повардарието и можете да си ги запишете во вашите тетрадки. Пелагониската област е област во која што се наоѓаат најголемата котлина во нашата земја, Пелагонија, која што има површина од околу 3682 км и е составена од Прилепското поле на север и Битолското поле на југ. Источно од Пелагониската котлина се наоѓа Мариовската котлина по долината на реката Црна река, додека пак северно од Пелагонија се наоѓа Поречката котлина, која се наоѓа по долината на реката Треска. Поречката котлина има прекрасна недопрена природа, која што исто така има и во Мариовската котлина. Овде се запишани котлините и на сликата имаме Пелагониската котлина, која што представува најголемата житница во Република Македонија, каде се одгледуваат житни и индустријски култури, особено тутунот како култура. Во Шарската област спаѓаат котлините Полошка котлина, Мавровска котлина, Дебарска котлина, Кичевска котлина со неколкуте кичевски полиња, Дебарца, Охридско-Струшката котлина во басенот на Охридското езеро и Преспанската котлина во близина на Преспанското езеро. Овде се запишани котлините од Шарската област, односно западно-македонската група и можете да ги запишете во вашите тетрадки и на сликите имаме Полошката котлина. Она што е заедничко за сите котлини во нашата земја е дека тие имаат полифункционално значење, во нив се одвива аграрното производство, во котлините е сконцентриран најголем дел од населението и тука се сместени сите градски населби. Низ котлините водат главните сообраќајни комуникации, поради што тие се и најкомуникативни простори во државата. На следниот слајд имате прашања и задачи за домашни ученици и линкот подолу на кој што можете да ги проверите вашите знаења за котлините во нашата земја. Ви благодарам на вниманието.